завршал своја ракометна кариера, се реновира и према ветување на изводувачот на работите и градоначалникот на општина Кисела Вода, ние у септември ќе се преселиме во Расадник, таму ќе се тренираме, таму ќе си имаме своји простори, све што го имаме овде во оваа сала. Дали ти се верува дека ова се случи? Сето тоа може да биде ставено во функција многу брзо. Жално Вардар постојано тука ги освојуваше титулите, тука се прославуваат титулите. Тука се правеше ракометно славле на многу познати имиња. Играше ракомет во сала. Можете да видите на тартанот се уште 7 метри стоат нацртани. Ова е едно убаво спортско здание кое е древ. Вака на попа, видите што е. Нити е заштитено, секој може да влезе, да излезе. 300 чуда да прави. Ова што го гледам, ова со кое се соочувам, после подолго време, овде во срцето на Кисела Вода сум 35 години. Значи, 2/3 од мојот живот сум ги поминал овде во Кисела Вода, во овој дел од Скопје, во оваа урбана средина, во оваа убава средина, да не кажам и со оваа сала сум најтесно поврзан. Мислам дека е голем срам, општи срам за сите нас. Значи, како граѓанин на Скопје, како дел од Кисела Вода, како жител кој припаѓа на Кисела Вода, не ме интересира кој има ингеренции за ова. Кој е надлежен за ова? Уште помалку сакам да чувам дека не е општината Кисела Вода, туку дека е градот Скопје, а па градот Скопје да каже салата е под државна ингеренција. Срам за сите, вклучувајќи и мене, кој не сум го ова детектирал порано. Неголемиот срам на денешницата, на 22 век, кој сме, малку сум и возбуден и емотивен. Како може ова да се дозволи? На кого ние лажеме дека правиме нови сали? Дека имаме проекти за нови сали? Кога не можеме ова да го средиме и да го одржиме? Што е ова? Ние у септември ќе се преселиме во Расадник, таму ќе се тренираме, таму ќе си имаме своји простори, све што го имаме овде во оваа сала, ќе го имаме таму и Вардар таму ќе ги игра преварите од домашно првенство со исклучок на можда Пелистер, Алкало и Охрид, што ќе се играат во голема сала, во зависност од интерес, значи во Јанет Сенарски, и сите надпревари во Лига на Европа ќе се играат во Јанет Сенарски. Господине Михајловски, што значи, јас знам и се познаваме од времето, уште кога јас играв во женскиот ракометен клуб, ми бевте председател. Што значи од емотивен аспект враќањето на Вардар во Расадник за вас лично, така како емоција таму беше она првото достигнување ваше, после тоа и се разбира се понатаму што следеше. Така емотивно, како го доживувате враќањето во Расадник? Па, знаете што, јас
кога се објави и ме поканија од влада да дојдам на старт за реновирање на расадник, малтене као да солзи ми потекува на очи, бидејќи дел од моја младост да поминала и таму ние до 13 години, 15 колку игравме во расадник. Игравме и дадов таму некоја изјава за медиум дека ова е изазов, емоции се враќаат од почеток на Вардар и дека со задоволство прифативме да градоначалник пред премиерот кажа Вардар ќе се смести овде, ќе биде као дома и така дале. Така да има вржови спомени, меѓутоа друго и од практична гледна точка. Македонска лига таму е капацитет 1300 гледачи. Македонска лига 8 супери се Алкалит и евентуално Зајакон, Охрид за оваа година. Нема да имаме потреба да играме во големата овде у Јанин Сандански. Така да добро че ни дојде, се спои практично, корисно и добро за нас, за Вардар. Со среќа нека. Хвала. Другутов, после 2 години поминали како се наоѓаме пред расадник повторно. Беше руиниран, сега гледаме дека на големо се работи и она што е можеби уште поважно е што месеци се во прашање додека Вардар не влезе повторно во својот домов дека. Зборуваме за ракометниот клуб Вардар и официјалната промоција на тоа дека се враќаат во спортската сала Расадник. Па, дали за 2 или повеќе години малку е ирелевантно. Нашата емисија на YouTube канал Доргутов снимена внатре во салата Расадник пред 2, може и повеќе години, 2,5 години. Имаше ефект, имаше реакција, имаше одзив од надлежните институции. Оваа сала која гледаме пред нас, која е символ на спортот во општина Кисела Вода, една од најголемите единици на локална самоуправа во држава Македонија, резултираше со тоа што беше предадено од раците на владата на општина Кисела Вода на управување, раководење и така натаму, а сето тоа пак резултираше со одговорните лица од локалната самоуправа, подкрепени со Министерството за спорт. Сето ова да се стави, да почне да се става повторно во функција, да се реновира, да се, не знам, адаптира и според оно што го најави ракометната легенда господинот Михајло Михајловски, еминентна личност, тесно поврзана со македонскиот ракомет воопшто, а посебно со ракометниот клуб Вардар, е дека некаде на есен, октомври-ноември, се планира оваа сала да биде дадена во употреба и да стане едноставно
ракометен дом на Вардар, а според неговите искази кои исто така ќе ги видите и чуете, овде во оваа сала ќе се играат условно кажано помалку атрактивните и помалку очекувано послава посетените на преведен на кометен клуб Вардар со противници каде што отприлика ќе се обере 1000 до 1300 гледачи. Јас ќе се надоврзам на тебе дека без оглед на ова јас можам да се сложам или не за помалку атрактивни, меѓутоа фактот е тој дека салата собира околу 1000 гледачи, можеби и помалку, можеби нешто повеќе, немам точна информација конкретно и како ќе биде тоа направено, кој ќе биде пуштено во потреба, но факт е дека ова ќе биде ракометниот дом на клубот Вардар и дека не тоа ќе биде место кое што се препознава во душата на сите оние вардарци што се сега, ајде да кажам, во повозрастни години. Тука ова е култот, ова е збиралиштето на ракометниот клуб Вардар. Било и убаво е што еве повторно за мене е уште поважно е што повеќе ќе го нема она ругло, она неубава слика, оној неубав и насен амбиент кој ние го затекнавме тогаш со камерата на продукција Скока, кој ќе кажем го емитувавме, најде на голем одзив на реакции од гледачите и од публиката и од спортистите, реков и од надлежните институции, и тоа е поентата. Се тоа повторно се стави во функција. А другите нешта се и помалку важни. Да, добро. Со кого ќе игра Вардар. Тоа е од твој аспект гледано, од мој аспект личен и емотивен, како што и го поставив прашањето на Михајловски и ќе го видат во продолжение на емисијата, нели, или претходно или по овој прилог, е дека кисела вода и салата Расадник биле сами по себе збиралиште на луѓето што го сакаат спортот и ракометот да доаѓаат и да гледаат без посебна најава. Дечињата што се играат во околината, мајките што ги чуваат или се шетаат со децата, татковците, дедовците, тие се тие што влегувале, го сакали, од таму е создадена таа емоција кон спортската сала Расадник и препознавањето на ракометниот клуб Вардар и препознавањето на и други клубови од други спортови, значи не само од ракомет, тука беа и одбекари, тука беа и боксери, тука беа и уште некои други мечувалци имаше, се сеќавам. Значи да се врати сјајот на Расадник и да се врати култот на кисела вода. Се работи на тоа и тоа е добро. Да, очекуваме дека најавената динамика на изведа и пуштање во потреба на салата ќе се одвива како што беше речено и да го следиме овој проект и секако пофалба бидејќи се реагираше, да кажам, на таа наша емисија и секако позитивна критика за сето ова што се прави и што се вложува да се врати тоа за кое ти зборуваше изворно и за кое си дел од ова, да кажем, така, историја на јас само да завршиме со овој прилог, само ќе кажам, тажно е и жално е што треба што во минатото, да се надеваме дека иднината нема да го дозволи тоа, да вакви убави изданија што буделе љубов, емоции, спорт, живот и не знам што се остават на забот на времето, да треба некој да реагира за да тие се враќаат во функција. Браво за ова што сега ќе се случува и тажно за тоа што не сме имале салата во вистински сјај и претходно години. Добро, да гледаме напред. Дај Боже да биде како што треба Расадник. Снимките од тогаш ќе останат на нашиот YouTube канал, секако ќе останат и новите снимки, ќе дојдеме повторно кога сето ова ќе биде дотерано и направено. Да не речем и да се втосаме спортски.